Вевчани завиено во црно. 19-годишно момче синоќа после полноќ го загуби животот во тешка сообраќајна несреќа. Вевчанскиот сон е претворен во кошмар. На најсветиот ден за сите вевчанци замина Милан Муковски, син на поранешниот пратеник Крсто Муковски. Во Вевчани владее неподнослива тишина и траорна атмосфера. Нема татнеш натапани, нема пискот на зурли, само неми погледи и на солзени очи кај секој вевчанец и добронамерник кој дошол да ужива во вевчанскиот карневал, не слутајќи што ќе се случи. Посетителите со нетрпение чекаат да ги видат маските кои се подготвуваат 365 дена. Се десе несреќа, што никогаш не е десено од последниот карневал. И не знам. Паметите вакво издање на карневалот? До сега не. Не, ова е 17 години имам наполнато. Ова не беше десено до сега. За жал годинава разбрав дека нема да се одржи. Сочувство до фамилијата, но како настан е многу убав настан. Тука присуствуваме нели секоја година. Навистина ми се допаѓа традицијата. Концертите што ги прават, маските. Пријатно е тука. Пријатно е тука. Да, дефинитивно да. Вевчанските василичари сепак ќе го одржат дефилето со маски, кој треба да започне секој момент, но со промена на рутата во која ќе се движат. Василичарите ќе ја заобиколат црквата Свети Спас, која се наоѓа во непосредна близина на домот на семејството Муковски. Во чест и спомен на загинатото момче, василичарите со едноминутно молчење ќе му оддадат почит во центарот на Вевчани. Дел од рестораните се целосно затворени, а дел работат без музика. Вевчани сме мало место, сите сме како една фамилија. Вакви немили настрани не потресуваат. Можам да кажам дека вечерашниот концерт е откажан, забавниот дел, општината и јас како градоначалник ги откажав, пошто мислам дека нема да има учесници на Вевчани. Пак ќе назначам едно место каде што овој ден го чека цела година, меѓутоа не на ваков начин како што се случи оваа година. Не го препознавам Вевчани вакво и мене ми е навистина многу жал за овој трагичен настан. Најпрво би сакала да изразам сочувство до фамилијата. Инаку во полицискиот билтен стои дека околу 1 часот и 20 минути во СВР Охрид било пријавено дека на регионалниот пат кон Вевчани во близина на село Подгорци патничко моторно возило Ауди со вевчански регистарски ознаки излетало од коловозот. Во несреќата на местото на настанот починал 19 годишник кој го управувал автомобилот.